ЗЕЛС преку Светска банка ќе набави 49 возила за комунална хигиена за град Скопје и општините ширум државата. Возилата речиси секаде се итно потребни, бидејќи нови не се набавуваат, а сегашните се просечно стари над 20 години. Најголема поддршка досега за одржување и подобрување на состојбата со хигиената на општините. Имено се купуваат 49 возила од различен тип, кои што треба да помогнат на градот Скопје и на останатите општини за подобрување на состојбата со хигиената. Се купуваат 17 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со вкупна вредност од 1,6 милиони евра, 2 мултифункционални возила за урбано одржување на хигиена со соодветни механизми со вредност од 283.000 евра, 9 специјализирани камиони кои што се во вредност од 982.000 евра, 21 машина за чистење на улици во вредност од 1,3 милиони евра или вкупно, како што кажав, за 4,2 милиони евра се купуваат 49 возила со поддршка на Светска банка, што сериозно ќе помогне во подобрување на состојбата со хигиената. На денешната конференција на ЗЕЛС, министерот за транспорт и врски и вице-премиер Александар Николовски пред градоначалниците ја потенцираше важноста од соработката со Светска банка и во дел на локалната патна инфраструктура. Во кој што за 2 години во период од јуни 24 до јуни 2026 година се исклучени договори во вредност од 25,3 милиони евра за реконструкција на локални патишта во општините. Рехабилитирани се 96 улици во 72 општини во вкупна должина од 72 километри, а во фаза на реконструкција се уште 31 километар патишта, што значи дека некаде околу 103 километри патишта се рехабилитирани и изградени целосно нови или во тек на изградба во овој момент со поддршка на ЗЕЛС и со поддршка на Светска банка. Темата за локалните патишта денеска беше предмет на дискусија на конференцијата на ЗЕЛС, на која присутни беа градоначалниците од сите градови, а на која присутен беше и представник од Светска банка.